Добар ден, почитувани медиуми, почитувани дами и господа, почитувани граѓани на градот Скопје. Моето име е Армен Бени Шачири. Предпоставувам, може би ќе звучи нескромно, дека ме познавате од некое друго милје, од некои други околности. Веројатно сте доаѓале таму каде што јас сум си ја работел мојата работа и, како што кажа Горан пред малку, му благодарам за тоа, сум донел радост на многу луѓе во градот Скопје, а и секаде низ Македонија. Веројатно, се прашувате кои се мотивите зошто се вклучив во овој процес предизборен. Било кој граѓани во Скопје да го прашате, има милион мали мотиви зошто треба секој од нас да биде одговорен, општествено одговорен и да се вклучи во процесите на подобрување на животот на сите граѓани подеднакво. Не морам да бидам претерано нешто паметен да глумам за да кажам дека нажалост мојот град, оној каде што сум роден, на тој градот Скопје, е изузетно валкан град. Мислам дека Скопје конечно треба да биде пример како треба да изгледа еден чист и зелен град. Тоа е еден од основните мотиви мои. Понатаму се работи за тоа дека наназад, ако вратите сите 30 години, се нагледавме разноразни епизодисти, маргиналци, политичари, да ги наречеме во наводници, кои под закрила на политиката, скривајќи се зад собствените партии, влага, го водеа градот, помалку или повеќе имаа некакви резултати. Јас не сум член на ниту една политичка партија задниве 30 години, ако се земе предвид она време пред воведување на плурализмот во Македонија. Така и ќе остане до крај. Партиска книжка не ми треба за да бидам чесен, одговорен и лојален на граѓаните на мојот град и поготово на луѓето кои што ми дадоа доверба, кои што ми се обратија со намера да влеземе заедно и да пробаме да ги менуваме нештата на подобро. Затоа ве замолувам сите заедно да направиме исчекор напред, да покажеме доблест, да покажеме општествена одговорност, да покажеме искрена намера во водењето на градот. Да покажеме дека ова дивење и ова накарадно однесување кое му се случува на градот Скопје, поготово потенцирам во последните 4 години. Зошто? Затоа што јас како активен учесник во рушење на еден режим дадов глас и се залагав сесрбно да помогнам да се менуваат работите на подобро. Јас како граѓани на град Скопје сум лично изневерен. Така да, мислам дека треба да се обидеме, сите заедно да направиме барем нешто што може да не натера да успееме да го направиме овој град достоинствен за живот. Какви се сега состојбите, мене воопшто не ми се допаѓа и токму тоа е мојот мотив, без оглед на се, да се вклучам во овој процес, па макар и изгубил. Но, се разбира дека секој од нас оди понатаму, оди напред и се труди да дојде до победа. Без вас, ова наша интенција, наша намера, наша заложба нема да значи ништо. Затоа ве замолувам уште еднаш да се приклучите на движењето Дом и ЛДП или ЛДП и Дом, како сакате се едно, одлучно за промени. Доста молчевме и доста дозволувавме да доаѓаат маргиналци да не водат во пропаст. Конечно, на Скопје му треба нормален градоначалник и нормален прв човек и водител на листа во Советот на град Скопје. И благодарам.